До крајот на годинава или најдоцна до почетокот на наредната година се очекува низ скопските улици да се појават новите еколошки автобуси, за кои што денеска беше потпишан договор за заем од 10 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Станува збор за 35 нископодни зглобни и моноавтобуси на компримиран газ, кои треба да ги намалат емисиите на јаглерод диоксид за најмалку 15%. Во проектот со сопствени средства во износ од 1,8 милиони евра учествува и јавното сообраќајно предпријатие. На потпишувањето на договорот присуствуваа министерот за финансии Драган Тевдовски, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, директорот на ЈСП Кристијан Чушков и заменик директорот на Европската банка Лин Обрајан. Според проценките на првиот човек на град Скопје, со оваа набавка на автобуси целосно ќе се замени застарениот возен парк на ЈСП. Како што веќе реков, станува збор за нископодни, зглобни и моноавтобуси. Нашата определба е дека 2/3 од возилата ќе бидат зглобни, а 1/3 ќе бидат нормални автобуси. Одлуката овие автобуси да бидат такви ја втемеливме на тоа што веќе мислам дека е познато. Во текот на минатата година извршивме пробни, односно тест возења на различни типови на автобуси од различни производители. По основ на податоците кои што ги добивме како град, ја донесовме оваа одлука за ваков тип на набавка и за ваков вид на возила, бидејќи овие тестирања покажа дека овие возила се и еколошки, и енергетски ефикасни, и економски сериозно многу исплатливи, така што истите готово и да не го загадуваат воздухот, односно загадуваат само 10% од она што сега дизел моторите во јавното сообраќајно предпријатие го прават. Поред директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков, предноста на новите екоавтобуси не е само во намалувањето на загадувањето на воздухот и поголемиот капацитет за превоз на патници, туку и во можноста да се стават два апарати за валидација, а со тоа и пократко задржување на постојките. Ги уверувам граѓаните дека новите автобуси ќе им овозможат побрз и пофункционален јавен превоз, а значително со новите возила ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на воздухот. На улиците ќе се вратат зглобните автобуси кои имаат капацитет да превезуваат речиси двојно повеќе патници од двокатните, овозможуваат побрз проток на патници низ возилото, што влијае на скратување на времето потребно за задржување на постојките, што ќе овозможи изголемување на фреквенцијата на возила. Во новите автобуси ќе има можности за валидација на најмалку 2 места во возилото. Сето ова автоматски на граѓаните ќе има возможност побрзо да стасуваат до крајните дестинации. Министерот за финансии нагласи дека заемот од 10 милиони евра е со рок на отплата од 10 години и грејс период од 3 години. Средствата за овој проект се доделени под исклучително поволни услови. Тоа се каматна стапка Еурибор плюс 1%, рок на отплата од 10 години со грејс период од 3 години. И исто така морам да напомнам дека до сегашното портфолио на ЕБРД во земјата изнесува 1,8 милиарда евра за 113 проекти и тој многу кажува, доволно говори за партнерскиот однос кој што ЕБРД го има кон нашата земја. Заменик директорот на Европската банка за обнова и развој за општинска и еколошка инфраструктура Лин Обрајан потенцираше дека со заемот ќе се подобри и модернизира работењето на автобусите, ќе се зајакне јавниот транспорт во Скопје и ќе се подобри квалитетот на воздухот.